А надвор е поприлично студено, според метеоролозите, денес е најстуден ден во неделата и овој месец, а покрај тоа што зборуваме за здравието и како да го сочуваме истото, кога е многу ладно, зборуваме и за здравието на цевките, односно луѓето имаат проблеми со замрзнување, пукање на цевки поради ниските температури и премрзнати водомери, а бидејќи температурите се минусни, особено доколку имате, па не знам, викендички станови некаде каде што не живеете постојано, тука е нашата Верица Блажевска, која што во живо ќе ја вклучиме со екипи на водовод и ќе ни дадат практични совети како да избегнеме проблеми со цевките. Верче, добро утро од терен. Александър, добро утро, поздрав до тебе и гостинот, поздрав до гледачите на Ја сакам Македонија. Навистина е студено утрово и како што кажа, веројатно еден од најстудените денови изминатава недела. Проблемот со водоводните цевки, односно за нивното замрзнување и пукање е вообичаен кога температурите одат баш под нулата. Би кажала, можеби да го решивме проблемот со парното, па ајде сега да го решиме проблемот и со водовод и со водата. Како да се заштитиме? Како да ги заштитиме цевките од замрзнување и пукање? Практични совети, буквално од екипите овде кои што се на терен утрово, иако завршуваат една малку поинаква работа, овде не се работи утрово за замрзната или пукната цевка, меѓутоа дел од ваквите вообичаени активности во овој период од годината се и замрзнатите, односно пукнати цевки. Со Горан Ковчегарски од Водовод разговарам утрово. Добро утро и добро ни дојдовте во Ја сакам Македонија. Добро утро, добро ве најдовме. Поздрав до вас и до гледачите на Сител телевизија. Како што спомнавте, значи денеска се наоѓаме на терен каде што изведуваме на активност поврзана со дефект настанат на секундарна водоводна цевка од пречник од 80 мм. И причината не е замрзнувањето, туку постојат и одредени други причини кои што придонесуваат до дефекти во нашиот систем. Кога збориме за замрзнувањето, можеме да кажеме дека тоа се најчести појави после главната приклучна водоводна шахта, односно водоводната инсталација која се простира од самата шахта низ индивидуалниот објект. И тогаш може да настанат одредени замрзнувања, доколку самата инсталација не е поставена на одредена пропишана длабочина согласно стандардите и доколку самата инсталација не е поставена во еден амбиент каде што има температура која што не би дозволила да настане одредено замрзнување на самата водоводна инсталација. Најчесто граѓаните прават некои своји, да кажеме, неконвенционални методи, изнаоѓаат некои технички решенија, алатки кои што се например, не би дале одредени резултати во самото превенирање на замрзнувањето. И затоа во овој момент би сакале да кажеме, значи, доколку самата шахта е направена согласно одредени стандарди, водомерот си е поставен на одредена длабочина и сето она пропратна што е сите пропратни елементи спојни во самата шахта, тогаш не би требало да настане некое нарушување, односно да настане некој дефект на самиот водомер. Истото тоа се однесува и за инсталацијата која што се простира ни самиот индивидуален објект. Меѓутоа, веќе, доколку настане, да кажеме, дефект на самиот водомер, ние можеме да кажеме дека како предпријатие, доколку, значи, не е водомерот постар од 5 години, тогаш тоа иде на терет на самиот корисник. Меѓутоа, доколку водомерот е постар од 5 години, замената на тој водомер иде на терет на нашето предпријатие. Она што исто така го практикуваат граѓаните кога сакаат да одмрзна дел од замрзнатата инсталација, тие употребуваат некои одредени грејни тела, дури некои употребуваат и со врела вода ги потопуваат цевките, се со цел да одмрзна замрзнатата инсталација. Меѓутоа, ние мислиме дека тоа не е добро и за да се настане значено правилно одмрзнување на инсталацијата, потребно е да се повикаат стручни екипи. Постојат фирми кои што се занимаваат со тоа, го работат тоа и на тој начин, значи ќе направат едно стручно одмрзнување на постоечката инсталација. Исто така, наша препорака е доколку одреден објект не се користи, а немаат можност тие да направат изолација со одредени термоизолациони материјали, тогаш е најдобро да се направи дренирање на самата инсталација, односно да се испразни системот и во овој период додека температурите се навистина ниски да се избегне замрзнувањето во цевките.
Така, меѓутоа да објасниме ако може зошто и како настанува. Јасно ни е дека да, минусните температури придонесуваат водата од она течна да стане во смрзната состојба, по промена на агрегатната состојба на водата, меѓутоа буквално како да не дозволиме, зошто некаде се случува, некаде не, почесто е во куќите, почесто е споминавте во места каде што не престојуваме подолго време, можеби на викендички и слично. Зошто настанува, како настанува и како би можеле да го спречиме? Еве вие споминавте дека граѓаните прават некои неконвенционални начини. Споминавте жешка вода, јас би споминала дека може да се прочита на интернет дека се стават жешки пешкери врз цевките, дека се употребува фен. Што тоа е дозволено, што е забрането, зошто се случува замрзнувањето и како да не дозволиме? Не само на цевките, туку бројни стаклена водомери изминатиот период испукале. Така, сите овие начини и механизми кои што ги наоѓаат граѓаните и ви ги спомнавте, ние не се согласуваме со тоа. Едноставно да држиме до ставот дека треба да се направи соодветна термоизолациона заштита на самите цевки и амбиентот каде што се поставува, значи цевната инсталација да биде во некоја температура каде што нема да дојде до мрзнење. Меѓутоа, доколку мора да кажеме да се користи водата, тогаш пожелно е таа инсталација да биде соодветно поставена одредени стандарди. А спомнав, доколку се работи за викендици и останати објекти кои што не се користат, тогаш е најдобро да се направи дренажа, односно да се испразни системот и на тој начин да се избегне замрзнувањето. Исто така, во овој контекст би сакал да спомнам дека често пати граѓаните, за да не дојде до мрзнење, ги оставаат славините, значи со мал млаз да течат и мислат дека на тој начин ќе превенираат одредено замрзнување. Меѓутоа, имаме и случаи каде што температурите ако паднат на вистина малку и повеќе под нулата, значи идеме пониско со температурите, повторно може да дојде до замрзнување на инсталацијата и на тој начин граѓаните свесно или несвесно прават двојна загуба. Едната е затоа што потрошената вода ќе мора да се плати, да издвојат средства да платат таа вода, а другото е со самото оштетување на инсталацијата и повторно средствата кои што ќе треба да ги издвојат за да направат санирање на тој дефект. Кажавме што не треба да правиме, што би требало да правиме, што доколку забележиме дека немаме вода, буквално речено, нели народски речено, а тоа е заради тоа што всушност замрзнала истата, нели во цевките, што е она што прво треба да го направиме, како треба да се однесуваме за да не дојде до нели некој поголем проблем пред да пукне, доколку нели само станува збор за замрзната вода во цевките. Како што спомнав и претходно, во случај да дојде до замрзнување на инсталацијата, потребно е граѓаните да се обратат до соодветни служби. Постојат такви предпријатија каде што нас се занимаваат со водоинсталатерски работи и на тој начин ќе биде извршено, значи, на професионално ниво отстранување на проблемот на дефектот. Утрово рековме дека овде сме на улица Дрезденска, по-конкретно е број 8 и работите на дефектна водоводна цевка. Не станува овој пат нели за замрзната цевка, меѓутоа се договоривме онаму каде што утрово нели ќе има работа на терен, таму и ќе го направиме овој разговор. Кога би можеле да очекуваат, рековти на повеќе места дека нема утрово вода, кога би можеле еве граѓаните сигурно ги интересира да очекуваат веќе вода? Па со оглед на природата на дефектот и големината на самиот дефект, ние очекуваме доколку се биде во ред, односно доколку не настанат одредени компликации, некаде за 2 часа, за 2 часа и половина би требало да биде саниран овој дефект и граѓаните повторно да добијат редовно водоснабдување. Како изгледа всушност работата? Што е оно што во моментов, еве да кажам, го прават вашите работници? Па, во моментот нашите работници прават припрема, односно треба да дојдеме до самиот дефект, односно да дојдеме до самата цевка. Тука во близина на цевката постои еден линиски затварач и сомнежот или да е проблемот во него, или да е во некој од спојните елементи на самите цевки. Кога ќе дојдеме до самиот дефект, кога ќе направиме едноставно диагностика, ние тогаш и поточно можеме да кажеме за колку време, мислам по-конкретно би можеле да кажеме за колку време би бил саниран дефектот. Рековте има и на други места низ Скопје каде што нема вода, дали веќе екипи има таму или всушност екипите по завршување на оваа интервенција овде би отишле на друга интервенција? Не, значи ние работиме паралелно, постојат повеќе екипи и секој дефект е покриен со посебна екипа.
Рано утрово бевте овде, ние кога пристигнавме, вие веќе можам да кажам, барем колку што лаички менам изгледа половина работа ја завршивте и се надевам дека што поскоро жителите овде на улица Дрезденска, а и сите оние каде што нели утрово нема вода, што поскоро ќе ја имаат истата во домот. Ви благодарам за разговор. Благодарам и вас. Слушнавме совети и на некој начин апели што треба да правиме, а што да не правиме, нели доколку во овие денови продолжат овие ниски температури под нулата. Веројатно не останува ништо, дури и ако ја оставиме славината, нели водата малку да тече, може да се соочиме само со повисока сметка за вода. Да се надеваме само дека можеби имаме добра термоизолација, дека температурата таму каде што има можност нели за замрзнување нема да дојде многу ниско, дека ќе одржуваме некоја температура, ако не се лажам, прочитав некаде над 5 степен, за да не дојде до замрзнување и до пукање на цевките. Доколку тоа ви се случи, најлесно и најбрзо е да повикате водоинсталатор за да може да го решите тоа во вашиот дом. Колеги, толку ова беше второто и последно јавување во живо за денешното издание на Ја сакам Македонија.